Запознавање со движењето на шаховските фигури. Здраво, млади шахисти! Ајде да играме шах! Кога некоја фигура ќе биде освоена и ќе излезе надвор од таблата, таа не може да се врати во игра. Затоа предпазливо да ги проучиме движењата на фигурите. Секоја шаховска партија започнува со 4 топови на таблата, по 2 за секој играч. Топот е фигура која се движи само право. Може да се движи напред и назад, лево и десно. Да покажеме како се движи топот на шаховската табла. Напред, назад, десно, лево. Сетете се, јас сум Лаја, пловам напред-назад, но не се вртам во круг. Во играта шах има 4 ловци, по 2 за секој играч. Ловците стојат на бело и црно поле, покрај кралот и дамата. Ловецот е фигура која се движи косо или по диагоналите. Тој мора да се движи само по полињата со боја на своето почетно поле. Секоја армија има ловец, кој се вика белополец, и ловец кој се движи по црните полиња или црнополец. Да го погледнеме движењето на ловецот по белите полиња, само и единствено диагонално. Да го погледнеме движењето на ловецот по црните полиња. Сетете се, трчам надолу, па и нагоре. Одбирам свое поле, белополец или црнополец. Јас сум незаменливиот ловец. Кралицата или дамата е најсилната шаховска фигура на таблата. Кралицата се движи како топот и ловецот заедно. Таа може да се движи напред и назад, лево и десно како топот, или диагонално како ловецот. Да погледнеме како изгледа тоа на таблата. Сетете се, како мене нема друга. Кај ќе згазнам, сила зрачам. На кралот Мил најмногу му значам. Често прикажани како фигура на коњ. Тие се единствените фигури што можат да прескокнуваат над други фигури, сопствени или противнички. Скокачот се движи во облик на буквата Г. 2 полиња напред и едно во страна, во сите правци. Поради ваквото движење, во форма на буквата Г, скокачот секогаш ќе слета на поле со различна боја, од онаа на полето од кое што тргнал. Ајде да го погледнеме движењето на скокачот на таблата. Сетете се, витез ли сум или коњ? Скокам лево, скокам десно, а на таблава за ваков јунак може да е тесно. Кралот е најважната фигура на таблата. Тоа е единствената фигура која останува на таблата до крајот на играта. Иако кралот е најважната фигура на таблата, тој се движи многу бавно. Може да се помести само едно поле во која било насока. Напред, назад, лево, десно или диагонално. Ајде да го погледнеме движењето на кралот на таблата. Запомнете, јас сум кралот голем, да победам туѓа војска сум волен. Зборот шах потекнува од персиските зборови шах мата, што значат кралот е мртов. Да се потсетиме уште еднаш. Како се местат фигурите на почетната позиција на таблата? Топовите во аглите, до нив се скокачите, па следат ловците и во средината се кралот и кралицата. Запомнете, белиот крал е на црно поле, а белата дама е на бело поле. Пред секоја фигура стои пешак. Исто се наредени и црните фигури. За полесно совладување на движењата на шаховските фигури, еве една домашна задача. Поставете ги фигурите во почетна положба. Потоа придвижете ги од почетната положба и повторно донесете ги во почетна положба.
еве како изгледа нашата домашна. Вежбајте ги овие движења повеќе пати. Довидување!